Откако претходно ги направија неопходните подготовки, Антонио и Мартин, планинари од алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид и членови на планинско-спасителната служба при Црвениот крст, заминаа во обиколка на планината Галичица. Во услови на многу снег и ниски температури е неопходна голема предпазливост и познавање на теренот. Дополнителен проблем е велат што располагаат со недоволно опрема за дејствување во зимски услови. Сме научили низ годиниве да импровизираме малци со опремата која што имаме. Би било подобро кога би имале можност да набавиме, специјализирани возила за во снег, специјални АТВ, гасеници, моторни санки, специјални додатни санки дополнителни за влечење на товар, системи за излекување во снег. Преку проект кој го добиле од програмата за прекогранична соработка на Европската унија, тие ќе формираат регионална служба за спасување која ќе може да одговори на сите случаи во тешко пристапни предели. Во тек е изградба и на оперативен центар, а ќе се спроведуваат и обуки според меѓународни стандарди. Од материјално-технички аспект и од човечки аспект ќе се приближиме многу до она што е реалност во светот, но за жал сепак мора да констатираме дека систематски сме сепак далеку, бидејќи секаде во светот, во развиените земји, ваквите служби се темелат и во основа се поддржувани силно од државите. Спасувањето на ниво на државни институции во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување и горско-спасителните служби, но од МВР велат дека и тие во рамките на своите капацитети земаат активно учество. Во текот на есента беа направени средби со неколку планинарски друштва и на тие средби беше разговарано за редовно пријавување на зимските тури, за да имаме евиденција кога тие се реализира, но и за мерките како да се справуваме со евентуални кризи, односно заталкување на планинари. Минатата година успешно беа реализирани неколку акции за спасување на странски државјани на Шарпланина, а двајца македонски планинари го загубија животот на планината кај Макчалан. Додовски уште смета дека е неопходна и поголема координација и соработка помеѓу сите инволвирани страни, бидејќи вели систематски проблемот со спасувањето на планина во Македонија се уште не е добро организиран. Спасителите предупредуваат дека како се зголемува интересот за планините, толку повеќе расте и бројот на несреќи. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.